Pijam za tebe, jadovi pusti, što drugi ljubi, tvoji te usli. Македонската музика во моментот лута, вели познатиот македонски пејач Пиро Христов, кој 55 години важи за познато име и презиме на македонската музичка сцена. Една од причините е истрошеноста на старите и појавата на нови композитори, кои не творат со истиот афинитет кон музиката, како некои од повозрастните генерации. Сепак тоа не се однесува за сите, вели Христов, и дека меѓу нив исто така постојат и исклучоци. Јас на вистина барам да слушам некој голем хит, но тоа не ми се случува. Зошто? Затоа што овие композитори кои беа главни композитори на тие фестивали се истрошија. Значи, почна да се менува таа генерација на композитори и моментално, значи би рекол дека и во забавната, и во народната музика жално е, владее хаос на недобри композиции, владее примеси, композиторите стават примеси од некој Блиски исток, значи такви работи каде што навистина немат, мислам дека немат ни сличност на убавата македонска песна. Христов со препорака до младите музичари да внимаваат што пеат, затоа што како што вели во музиката и во животот воопшто, на квалитетот понекогаш потребно му е повеќе време да излезе на површина. И во споредба со квантитетот, односно бројот на отпеаните песни, квалитетот на музиката е многу поважен сегмент. Ако на еден млад пеач не му се даде соодветна песна, што може да ја испее, тогаш тоа е пропаст за него. Гледам дека пеачите гледат што побрзо да лапнат некоја композиција да одат на медиуми, на телевизија. Меѓутоа тоа не е тоа. Јас никој пат не сум се сложил со тоа да било што да пеам. Ке скренам едно внимание да младите пеачи внимаваат што песни пеат и да се приближат близко до увото на секој консумент на убавата македонска песна. Со овој став е и младиот пејач Гавровски, според кого младите се повеќе слушаат народна музика од Бугарија и од соседна Србија. Постојат многу македонски песни на кои може да се направи баш да биде весело, за разлика од ако ги споредиме со други, да кажем, или балкански, да не речем српски песни. Постојат баш македонски песни кои што си ги негуваме. Малце ни фали сега ново компонирана македонска музика. За жал, на многу места ни е понудена и принудена да ја слушаме таа, да кажем, целосна балканска музика, пак ќе речем српска во глобал, бидејќи нели Србето имаат многу јака продукција и секојдневно излагаат многу песни кои што тие си ги почитуваат и си ги пеат и си ги прават хитови. За разлика од нас што не толку многу си ја почитуваме нашата музика, но сепак имаме доста хитови кои што ги пееме и ќе ги пееме и уште многу години знам дека ќе се пеат и ќе се весели народот со нив. Христо вели дека овие промени во интерпретација на музиката се препишуваат и на економската потреба. И сепак верува дека нашето поднебие има голем потенцијал за создавање на идните наследници на убавата македонска песна.